Добар ден. Бегање од одговорност повеќе нема. Управата за финансиско разузнавање го призна мега скандалот Актор, што го обелодени Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во кој што се инволвирани владата на Никола Груевски, фирмата Актор АДГ Грција, подружница Скопје и државјани на јужниот сосед Грција. Отворена била истрага за одлевање кеш пари во Македонија преку грчки државјани. Дури 3,5 милиони евра во изминативе 10 месеци. По 6-дневен молк, под притисок на аргументите, Управата за финансиско разузнавање вчера мораше да признае дека постои случајот. Денеска, јавниот обвинител соопшти дека покренал предкривична постапка. Чекајте, нели ВМРО ДПМН тврдеше дека проектот Демиркапија Смоквица се одвива законски? Нели партијата на Никола Груевски убедуваше дека сите надлежни институции постапуваат согласно законите во Македонија и меѓународните стандарди во користењето на европски пари? Ете, се огласи најповиканата Управата за финансиско разузнавање, раководена од кадар на ВМРО ДПМН. Истрагата била отворена. Прашањата што сега треба да ги објаснат надлежните во управата се следниве. Кој наложил стопирање на истрагата и зошто управата задолжена за спречување перење пари подлегнала на притисоците? Според нашите информации, тие биле по налог од врвот на македонската влада. Ако Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не го обелоденеше овој случај, дали оваа институција задолжена за спречување на перење пари воопшто ќе проговореше? Дали до крајот на проектот на овој начин во нечии или нечии џебови во Македонија требаше да завршат 30 милиони евра кеш? Непостапувањето на Управата за финансиско разузнавање досега резултира со извлечени 3,5 милиони евра кеш пари во Македонија. Преку поединечни трансакции е повлекувана готовина во висина од 20 до над 120.000 евра. Според законот, доколку се подигне и денар повеќе од 920.600 денари или сума повисока од 15.000 евра, банката во која што тоа е направено е должна да го пријави случајот во Управата за финансиско разузнавање, а таа веднаш да го испита случајот. Офицерите на Стопанска банка Скопје, филијала Неготино, тоа го направиле. Од 13 март 2013 година се реализирани милионски трансакции. Зошто управата досега молчела? Второ, пари во кеш завршувале кај едно лице. Тоа е сметководителката Атина Зога. Од царината има потврда дека овие пари, подигнати од грчките државјани, не се изнесени надвор од Македонија. Каде завршиле овие 3,5 милиони евра? Управата за финансиско разузнавање била должна според законот за секоја сума во кеш што завршила во рацете на сметководителката на грчката фирма Зога во рок од 6 месеци да го испита движењето на парите. Каде или кај кого отишле парите во кеш дадени на Атина Зога? Почитувани, не е доволна најавата на јавниот обвинител за блокада на имотите на две фирми. Јавниот обвинител во оваа постапка треба да утврди дали и кој од носителите на високи политички и владини функции бил и е директно инволвиран во случајот од моментот на доделување на тендерот до моментот на неговото обелоденување од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако јавниот обвинител не ги утврди овие факти и сомнежи, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веднаш по превземањето на власта за овој досега невиден скандал ќе покрене кривична одговорност. Благодарам, повелете со прашање. Секогаш. Додека бев председател на второстепената комисија, комисијата со која што јас раковедов, бев еден од 5 луѓе, да се разбереме, одлучи по преку 3.500 предмети.
Не знам, значи ви кажувам, повеќе од 3.500 предмети комисијата одлучи. Јас како нејзин председател ги потпишував тие решенија. Не би сакале да излеземе во пресрет на најавената истрага од страна на јавниот обвинител, па да повторно бидеме обвинети за предвремено некакво обелоденување на факти. Зборувате за пресуд што беше непосредно пред нашиот, така? Значи, од смешно посмешно, ако и од Владко Ѓорчев многу е, за тендер доделен во 2014 од страна на владата на Никола Груевски на определена фирма да биде обвинувана Радмила Шекеринска, најмала рака небулозна. Имаше уште еден пресконференција на која се обвинува Зоран Заев дека дозволил да се изгради ги изградба бензинска пумпа во Струмица на компанија Бинска на неговото семејство. ВМРО, ДПМН, институциите може слободно да се чепкаат по архивите, Социјалдемократскиот сојуз ке чепка во иднината и ке ги обелоденува сите скандали, независно од сите нивни небулозни тврдења. И во некои медиуми дури вашето име па се поверенето беше прикажано како тоа. Петре Шилегов е адвокат 20 години и 20 години придонесува да се полни буџетот на Република Македонија, кој што ВМРО ДПМН бездушно го црпи во функција на богатење на своите функционери. Значи, веќе кажавме во колку јавниот обвинител не ја доврши до крај оваа истрага, новата влада на Социјалдемократскиот сојуз во целост ќе ја заврши. Дали постојат уште документи или уште Во моментот кога ќе располагаме со нови докази, тие ќе ги направиме достапни на јавноста.